Секоја среда со слика и тон го имаме нашиот соработник и стручен консултант за здравството, доктор Александар Митов, на линиите на нашето студио. Овој пат ќе го имаме само со тон. Нема да го имаме со слика. Бидејќи доктор Митов прави едно приуредување на своето студио, ако не се лажам, за да го подготви за овој огромен интерес што го има за своите видео обраќања, па решивме неделава малку да паузираме додека не го видиме студиото во полно светло следната недела. Така ли, Александар? Така е, имате инсайдерски информации. Еве една ексклузива да направиме. Така е, се работи интензивно, да, и малку преуредуваме, променуваме, прошируваме и така. Доктор Митов, денеска се договоривме да поразговараме за една тема која што ретко кога се разговара во Македонија, особено во овие времења на како да кажем преокупација со право на оваа ужасна пандемија низ која што поминуваме, но сепак технологијата од секогаш била важна за медицината, за здравството. Ние поминавме низ години кога некои влади се фалеа со големи инвестиции во нови технолошки обновувања во да кажем здравствениот парк на македонското здравство. Како е тоа денеска? Колку се посветува внимание па и пари на таа тема? За жал, се чини дека кај нас уште не е развиена таа свест колку е пресудно важноста и значењето на медицинската технологија. Впрочем, вие ако видите, например, јас ги следев анализите на други земји во однос на тоа колку се подготвени да одговорат на корона кризата, на пандемијата. И секогаш анализата почнуваше од таму како се опремени. Например, еве гледаме ние дека нели во болницата во Битола требаше да се купуваат нови резервоари за кислород и низа други такви работи. Во суштина, одговорот на оваа криза во многу се сведе на вистинска подготвеност од аспект на здравствена технологија. Сега, за жал, здравствената технологија има нешто што го бара како карактеристика, а ние тука сме стандардно слаби, континуирано слаби, а тоа е уредно планирање на потребите, воспоставување на една стратегија која што треба да биде минимум на 10 години, добро е да е подолго, и на тој начин да се гради една јасна стратегија за инвестиции во здравствениот сектор. Оти попусто се тие инвестиции ако се направени, ајде сега прашајте ги директорите што им треба. Како што за жал се случуваше кај нас многу пати. Ама тоа не е план. Оти ние например и во самото министерство ни фали тој оддел. Нема земја на Европската унија која што нема Министерство за здравство со посебен сектор, со посебен оддел во рамките на министерството посветено на здравствена технологија. Ние го немаме тоа. И тоа се буквално инженери вработени во Министерството за здравство, кои што оваа тема ја обработуваат секој ден. Тоа им е описот на работното место. Што се случува, каде сме, до каде сме, анализи има посебни за тоа која технологија треба да се направи, таа кост-бенефит анализа. Оти не е само да се купи. Знаете како, тендерите многу им се сладки на политичарите, меѓутоа не е тука само да се купи. Треба да се пази што се купува. Има ли потреба што се купува? И тоа што ќе се купи да не заврши во некој подру. За жал имаме и такви искуства. Има конкретни примери. Сепак да прашам, кај нас превладувачкиот менталитет, и законот е таков, ги исвргла на првите места оние кои што нудат најниски цени, а најниските цени во овие суптилни технологии не се секогаш правиот одговор за набавка. Плюс, на тоа веројатно треба да се додадат и оние други комплексни фактори на потоа одржување на таа опрема, бидејќи не е само да го набавиш, туку врзани се потрошни материјали, врзани се поправки и така натаму. Како стоиме на тој план? Дали ова што велите дека на политичарите им е голем мерак има да набавуваат на тендери, дали се внимава на овие дополнителни аспекти? Знаете како, и овие што се скапи заради тендери овие работи, зошто се привлечени медицинската опрема. Е скапа, што значи можноста за провизија нормално е поголема, под А и под Б звучи добро. Купена е опрема за болница. Што може да биде лошо тука? Така? И таа приказна оди како путер. Значи тука нема збор колку убаво звучи тоа. Меѓутоа,
димензиите што треба да бидат разгледани се извонредно битни. Прво, еве, за да влеземе во делот на тоа, дали треба тука да се прислонуваме само на тој закон за цена. Значи, тука сериозно јас не мислам и не би сакал како граѓанин. Не мислам дека никој како граѓанин не сака да се лекува на најефтиниот можен апарат кога е во прашање здравството. Тоа е прв проблем. Тука мислам дека пресудноста на квалитетот, баре во овој дел, кога е во прашање нормално, поставувајќи доволно критериуми и транспарентност и вклучување, ако треба, за секоја таква набавка над 5 милиони, да речеме, обврзно да се бара мислење од антикорупцијска комисија. Пример. Има многу модалитети. Не е дека ако се вклучи квалитетот како критериум, готово одма има криминал. Има културни начини да се изведе тоа, а не па нема криминал ако цената е основниот критериум. Мислам, нели, да не ја вулгаризираме дискусијата. Гледаме дека во Министерството нема сектор за технологија, што е една навистина оригинална забелешка. Не верувам дека тоа порано некој го разговарал на овој начин, е неопходност. А има ли во болниците доволно поддршка техничка за одржување на таа опрема, или тоа потоа се прави со приучени луѓе или со тоа е, да. Овдека сега ја отварате втората извонредно важна тема. Ајде, првата е набавувањето, критериуми, како, што, план, потреби реално, тоа е првата голема тема. Втората тема е одржувањето и сервисирањето. Знаете како? Тоа е како едно возило. Сега, нели, сите имаме возила и знаеме дека едногодишно сервисирање на минимум мораме да направиме. Дека потрошниот материјал за тие апарати е извонредно скап. Знаете што се случуваше? Порано имаше примери за кои што ги знам, сега не сум толку во тек. Меѓутоа ќе се расипе некоја ламба, така звучи, нели, тоа вака народно, меѓутоа тоа се многу софистицирани ламби на некои од компјутерските томографии, и вие едноставно ви се случува карамбол, одеднаш листите на чекање нараснуваат за месец, за два, за три, бидејќи толку се, ограничени се. Особено па за магнетната резонанца да не зборуваме. И ако немате вие годишен план за тој потрошен материјал, ти знаете дека таа ламба на X потрошувања ќе едноставно ќе прегори, толку е, таа има век на трајање. И не се набавуваше тоа. И сум убеден дека и сега не се набавуваат. Значи, за да го докомпликуваме целиот овој разговор, ако ми дозволите. Реално е комплицирана тема. Следната ескалација се осигурувањата, бидејќи Точно. Не сум сигурен дека јавноста разбира дека не е само да го купиш, не е само да го одржуваш, туку целиот оној суптилен механизам како се осигурува таа, се внимава ли на тоа во нашите? Пример ќе ви дадам конкретен. Пред 5 години беше од прилика. Се случи имаше некоја голема бура, летна бура со грмење, со такви работи со громови во Куманово. И еден апарат од 120.000 евра мавна гром и толку, неосигуран. И сваќате колкава е штетата, и сега некој ќе каже, скапо е осигурувањето на тие апарати. Апсолутно да, не е ефтино. Меѓутоа тоа мора да се внесе во буџетските импликации за соодветната година. Знам, доктор Митов, ама знаете како ќе реагира јавноста? Директорот што ќе го осигура тој апарат веднаш ќе биде обвинет дека троши пари за нешто што гром ќе удрел во Коприви, не удира гром во Коприви и така натаму. Предпоставам дека ова што го велите, дека и можеби Државната комисија за спречување корупција треба да има некаква улога во целиот процес за да се обезбеди довербата во јавноста. Знаете како, не сме ние земјата која што го открила антикорупцијскиот момент или треба ние топла вода да откриеме. Ние само треба добри системи во Европа кои што ги има да ги копираме. Сите европски земји имаат начин за следење на ова осигурување. Значи, осигурувањето секаде се спроведува. Еве го конкретниот пример. Апаратот во Куманово си отиде, 120.000 апарат. 120.000 евра. Мислам, ако некој се сомневаше колкава е бројката. Сакам да речам, мораме, а има многу поскапи апарати. Ние на онкологија имаме апарати од милион, од 2, значи тука има и милиони евра, сакам да кажам. Така што таму пак е уште поважно вие моментот. Плюс, ако одиме, знаете до кое совршенство е донесено? Колку проценти во Запад, збориме, некај нас, се цени дали 99% од потенцијалот да се употребува тој апарат е навистина искористен или не. Значи, до таму се оди колку прецизно може да се влезе во употребата. Оти вие еден таков апарат, ако го употребувате на 70%, тогаш правите огромни штети.
Да. Тоа уште еднаш ја подвекува улогата на она што кај нас веројатно не сум сигурен николку доволно се разбира како важен аспект на медицината, тоа е медицинската економија, експерти кои што ги разбираат овие работи, кои што знаат да прават стручни експертски проценки на тоа ниво. На крај да ве прашам, сепак, бидејќи имате добар убит и сте имале многу подобар, подиректен, како стои Македонија со некаква просечна оценка за опременоста со апарати во своето здравство? Да. Вистината е дека се набавија на вистина доста добри апарати. Нема да навлегуваме нели во процедури во како што, нели. Да. Меѓутоа имаше апарати кои што барем до пред 3-4 години беа во јавните болници поквалитетни отколку приватните болници во Македонија. Значи до тој степен се стаса во однос например на одредени видови сега, например на дигиталните рентген апарати, на волусон апаратите кои што се за гинеколошките прегледи. Значи се стаса до еден стандард кој што ако болницата изгледа можеби многу неуредно и неубаво вака генерално јавните болници, но апаратите во еден момент беа подобри од апаратите во приватното здравство. Сакам да речем дека тука може да се инвестира, не треба да ги чуди, само тука треба сите цел овој мозаик што го спомнавме и ги испуштивме обуките за правилна употреба. Значи, добра набавка, одржување, осигурување и обврзно обука за правилна употреба. И може да се работи многу добро. Оти медицината е занает кој што бара апарати. Колку се свесни за ова вашите колеги лекари, бидејќи тие се клучниот дел во синџирот на користењето на тие апарати, а не е секогаш неопходно можеби да бидат и технолошки еманципирани? Да, тука имаше, се жалеа некои од да речеме, имаше попаки од некои од овие набавувачите кои што ги купуваа и кои што ги доставуваа апаратите до нас како земја, дека лекарите само знаат да го уклучат, исклучат апаратот и да ја земат сондата и со сондата да го направат прегледот. Зошто? И вие таков еден апарат фали многу обука тука. Зошто? Оти вие имате апарат кој што можете да го возите како Ферари, а го возите како Фичо. Значи, сакам да речам, перформансите на тие апарати со една добра обука драматично се зголемуваат. Интересно беше што имаше еден колега во Гевгелија кој што го користеше апаратот, конкретно за овој што зборувам, гинеколошкиот апарат, подобро можеби и од клиниката за гинекологија овде на терциерно ниво во Скопје. Се посветил човекот, читал доста и влегол едноставно, апаратот ви ги нуди тие можности. Во тие диагностички модификации, во тие модалитети кои што се многу напредни. Има тука простор многу да се работи, само треба добра волја и ние некако постојано функционираме како во криза, дури и кога ја немаме пандемијата, никако да се научиме да функционираме мирнодопски. Значи, стандардно да функционираме. Еве ги обврските, еве го планот, тераме по планот и доста кризи. Значи, ние постојано само бараме од една криза во друга криза. Сега има криза за волја на вистината, да, но таа криза крајот веќе и се гледа и треба да се научиме да функционираме мирнодопски, стандардно, редовно, по план. Доктор Митов, тој пристап кон работите е веројатно политичкото ниво на одлучувањето во здравството, но тоа е исто така крупна тема која можеме следниот пат да отвориме. Ви благодарам за ова телефонско интервенирање во утрински брифинг. Следниот пат се гледаме и со слика. Ви благодарам, убав ден.